Специјално издание на Давита Прва на вашата новомилена телевизија, Прва Скопска телевизија. Кажав специјално издание затоа што во овој епизод имам навистина прекрасни гости, мои одлични пријатели, а и верувам ваши одлични, нели, омилени звезди кои што обожавате да ги гледате пред малите екрани, но тоа не е се, ова е специјално издание затоа што денес славам роден ден, така да јас сум навистина еден од најсреќните луѓе затоа што славам роден ден со Цеца Николова, едно од нашите најдобри водителки, синоним за храброст во оваа земја, и дамите имаат предност Баркли, затоа ја пофалив, нели ја најавив Цеце првенствено. И еден единствен најдобриот стендап комичар на Балканот, Игор Стојанов Баркли. Ајде да дуваме свекички. И дуваме светички во ме подсети. Да, драги мои, како што знаете, денеска ми е ројен ден, славам неверојатни 32 години, не, се шалам, 23 години. Се осеќам за малце по-паметен од тоа поглуп што бев, така да еве се приметува, не можам ни да запалам, така да навистина сум среќен што, како што кажав, Цеца не ни кажа ништо. Цеца, добре дојде во Давид на Прва. Здраво, Давид, добро те најдов, ти благодарам за прекрасната најава и ти благодарам што ме покани на твоето роденденско издание. Ајде така ќе го наречам. Да, замисли си жилба, ма пред да замислиш така да те прашам, дали таа од лани ти се исполни? Да. Затоа сум моментално тука. Ова беше желбата? По 5 години, да, забрана, еве моментално работам на телевизија која што го почитува мојот лик и дело. Така да, кажи ми сега, дали желбата треба да се каже на глас или да се замисли? Треба да се замисли. Ние многу сакаме да ја слушаме. И да се каже, нели, Јас имам таква мог да читам мисли, така да ти кажи се у себе, јас знам. Ајде така да направиме, ајде. Може. Сериозно тоа го замисли? Сериозно? Кога 5 месеци сум немал. 5 месеци сум немал. Фала ви сепак, фала ви многу. Толку желби. Нема врз. 5 месеци фала ти, Цеца, да ви се враќа се најдобро Баркли. 5 месеци сум немал, затоа морав таа желба да ја замислам. Шала на страна, мојата желба е да се дружиме што почесто, нели, во оваква одлична екипа, да правиме одлични емисии во оваа телевизија и првенствено да сме сите живи и здрави, цела нација биде среќна, да се сплотиме, да шириме љубов, емпатија. Има мир во светот. И мир во светот. Баркли, сакаш да каже нешто? Мир во светот. Тоа е најбитно. Ovo е битно да има мир во светот. Така е. Во нашите души да има мир. Така е, се извинувам Баркли. Затоа што некако ми дојде со брада овако облечен во црно. Извини што те сгрешив, но нема да сгрешам ако... Простено ти е, ајде. Се ми е простено на мене. Нема да ви биде, нели, на вас простено, ако случајно утнете, ако ми гутате сценариото, ти гледате овие прекрасни, нели, вазни со цветиња. Цеце, како дама, ќе си одбереш ти, која сакаш, да си ја тргнеш и да си одбереш ливче. Според тоа ливче ние ќе ја начнеме првата тема за дебатирање. Добро, треба да си земам една, така? Да, одбери си која сакаш првата. Тецо, ова ми го намести, ти знаеш дека првата. Не знаев, не знаев како ќе седнеш, нели? Добро, еве го, ајде. Добро. Фала декорацијата. Одлично, фала ти. Деле добро. Сакаш да почнеме со тебе или со Баркли? Не знам како сакаш ти, дамите имаат? Дамите имаат предност, во овој случај Баркли да не се чувствува занемарен, или ќе започнеме со Цеце во секој случај. Да, ако слободно, нема проблем. Сакаш тебе да, сакаш тебе? Тоа е детство, па мене уште ми трае детството, така да... Уште се чувствуваш како дете? Апсолутно, да. Да? И планирам да не престанам. Затоа што таква нели ти е професијата? Па не ми е таква професијата, таков ми е карактерот. И да, јас сум таков и мислам дека ако ме напушти детската енергија, нема да бидам тоа. И не сакам, нема да бидам Баркли и не сакам да бидам некој што не е Баркли. Не сака да биде Игор Стојанов, сака да биде Баркли. Сака да си го смени презимето, да земе Моминско. Да. Цеце, Баркли нема да ми се налути, можеби и ти ја знаеш приказната, која што ќе се успелам да ја кажам Баркли во јавност, тој ме кажа, нели, приватно. Мајка му негова му кажала вака: немој да се занимаваш со стендап, затоа што ќе ти се смеат. Да, тоа си има случајно, значи тоа... Трауми од детството? Не се трауми, тоа е мојот прв опит за стендап, јас како средношколец уште. И тогаш бев дел од некоја аматерска театарска трупа и добив шанса да направам свој стендап 15 на минути, а тоа ми беше тогаш доживљај и земав
напишав стендап, се спремав дома и пред да одам на стендап мајка ми вика, абе немај веќе да се смеат луѓето. Така, Тоа е поентата. Тоа е поентата. Она мислела ќе ти се смејуваат, ќе ти смејуваат. Да, добро, Ама добро, го кажала ќе ти се смеат. го употребив тоа како шала на стендапот. Го кажав, а мајка ми беше во публика и многу добро помина, сите се смеа, па и мајка ми се смееше. Сакаме да ја прашаме Цеце, нели Ајде, самата прашај. Цеце од оваа тема баркали извини за детства. Еве ништо. Добро, не се љутиш? Зашто бе да се љутам? Дека Цеце одбра оваа тема. Да, слободно. Јас само го извадив клучето од таму така да тоа. Да, сепак имаше тука нели 30 И одбереш. далеко ми се тие ќе падна и Нема гумата и проблем. се што треба и не треба. Цеце, тоа живот за жал не започна нели лесно. Беше дел како од СОС детското село. Како ти ги раскажеш тие твои денови? Во каква меморија ти остануваат? Види, имам многу зборано за мојот живот, за моето детство. Претходно имаме разговарано и Да. приватно и јавно вака со тебе на Од друга таа емисија. тема, да. Сега некако со се што ми се случува во животот сакам да го оставам тоа позади мене, да покажам на светот дека знам многу работи други да правам освен тоа или некога што ми се случило и да го раскажам. Сум го раскажала не со цел за да станам тоа што сум денес, да сум знаела можеби многу порано, би го раскажала као аха, добро, тоа ќе ме однесе некаде, не. Мојата искреност веројатно ја препознаа луѓето. И желба да бидеш мотивација за многу луѓе кои се соочуваат со исти проблеми. Да, точно. Сум сакала да покажам дека и покрај тоа што ти се случуваат секакви работи во животот, на сите нас не се случуваат, ниту мојата приказна е најстрашна, ниту твојата, ниту на Баркин, него сечија е многу страшна, нели, во некој дел од животот. И има нешто кое што ќе те промени, ќе те, како да кажам, ќе те стане од кревет и ќе речеш јас после ова сум друг човек. Или тренуваш по еден друг пат. Јас не сакам луѓето кога тренуваат по тој пат и сакам да им покажам дека и покрај се има нешто што тебе те чека, нешто што е убаво за тебе и дека мора да се пребродат сите тие лоши работи. Да. Само сакам да те прашам, на колку години ти отиде во она згрижувачко семејство кое што за жал нели не сакаш да ја спомнеш таа жена или можеби грешам нејзиното име? Па не знам дали морам да ја спомнам. Не мораме. Мислам, нема мораме. потреба. Добро. Нема потреба. Бидејќи еднаш ја спомнав не со име и презиме, ми се јавија од низиното семејство со такви грди Ова беше ке зборови. мене, мислам, ако Тебе не се беше? лажам, да. Можно е, да. Можно е, да, мислам дека да. И стварно нема потреба. Незините Мислам, деца? Знам дека не, имаш... не нејзините деца, туку членови од семејството кои што јас лично не ги познавам. Мислам, барем не се сеќавам на нив. Тие виделе една приказна, нели кога ќе се затвори вратата и кога ќе се заминат луѓето дома. Случува нешто сосема 20 и јас зборував гласно за тоа и воопшто не ми е гајле за тоа. Пак би зборувала, ама немам потреба да ја Да именувам. именуваме, нема потреба. Да. Само сакам да те прашам на колку години отиде ти во тоа Да, семејство? тоа ме праша кога отидов таму. Па не се сеќавам јас на моментот кога сум била таму. Мислам кога сум отишла, веројатно сум била, не знам, 2-3 години, бев до речи си 7, мој 7. Така да доволно се сеќавам. Мислам Доволно. дека баш од таму, не знам сега децата вака да ти кажам стручно од која возраст се сеќаваат на своето детство, можеби вие може да се кажете за вас. Ама јас се сеќавам конкретно од една лоша ситуација и тогаш сум имала 4 години. И баш од тогаш онака памтам, сега не можам да кажам се, ама доста Да, тога. која е таа ситуација? Оф, леле. Беше нова година. Имаше Елка. Елката падна пошто не била веројатно добро наместена или не знам, може да падне од икс И мене ми се причини. случило, Па, да, на пример, да. и плюс беше ставена на некоја маса, така висока беше, значи не беше од доле. И падна Елкава и тука почна, мислам, секогаш јас бев крива за се што се случува и што не се случува. И тоа со Елката ми е така. Не знам како да објаснам. Мислам, многу сакам Елки, сакам цијалички, нова година и се тоа, ама длабоко во мене ме асоцира на Имаш траума? Не бидејќи никогаш не би ставила Елка дома или не би сакала да гледам или би плачела кога ќе видам или нели, ќе имам некаква реакција, вака длабоко во мене само знам дека аха, јас од тогаш почнав да се сеќавам на се што ми се случувало. И се дереа затоа што падне елката или? Па не беше само дерење, беше све и свашта. Мислам, не сакам да Физички те нападна, извини, само да, морам. Па да, се. Ама тоа беше секогаш така, тоа беше секојдневие, тоа беше начин на живот. Јас кога отидов во детско село, после тоа нели, после згрижувачкото семејство, таму беше се многу Колку години имаше тогаш? Имав само што не наполнив 7. Значи ти кратко беше во згрижувачкото семејство. Па не неколку години, не знам точно искрено, бака. Треба баш да го проверам моментот точно од кога сум била, ама не е ни важно. Кога отидов таму се беше нормално, знаеш како во секое нормално семејство. Ја очекувам да ми се терат, да сум крива за се, да не знам, и одеднаш
кога ти се случува нешто лошо во животот. Особено кога си дете, кога растеш во било каква средина, ти мислиш дека тоа е така треба. И после одиш во една сосема различна, значи диаметрално различна, нели, средина и гледаш нешто поинаку, поинакви вредности, некој те сака, некој се грижи за тебе, некој ти дава доручек, ручек вечера, се поред некоја нова храна, свашто нешто ново. И јас почнав да ја барам таа жена, јас плачев по таа жена. Мислам, мајка Наташа ден денес знае да ми каже, леле, цврчките ми ги вадеше, ноќе стануваше, плачеше по таа жена. Затоа што јас сум мислела дека таа жена ме сака и така треба. Пошто сум била Тоа дете. е нормално. Како можам јас како дете нели да проценам што е добро, што не на мои 4, 5, 6 години. Така е. Така да, ето тоа вака, најнакрај. Имаше ли после трауме, например, да имаш некои нервози, па тие нервози да ги историш врз твоите нели другарчиња во СОС детското село? Јас бев многу повлечено дете. Мислам и денес сум малце може повлечена, баркли тоа пуша го знае, пошто се дружиме. Мислам повлечена. Нели иако ја работам јавна професија, Мирна, не сакам да срамежлива, сум мирна, во да. центарот на вниманието. Секогаш бев повлечена и не ми беше никој крив за ништо. Мислам ако баш тоа ти е конкретно прашањето, него секогаш се прашував зошто сум јас различна, зошто сум јас поинаква, нешто што сите ние некогаш во животот претпоставам дека сме се прашале ако имаме некаква различност. Не зборам само за косата, мислам ме прашувале зошто во детско село, кај се твоите зошто немаш коса, па јас се криев со перики, па зашо перики, нели, милион тие прашања. Ама не сум се скарала со некаков зашто ме прашуваш тоа, него секогаш ме учеле дека децата се љубопитни, секогаш кога те прашаат. И денес е така. Денес најмногу прашања имамо децата. Да. Немаш коса, викам и да, ти имаш. Да. Добро, тогаш морам вака да те го поставам прашање за да бидеме пример за сите деца, па и Ајде. нивните нели професори, наставници, се изминувам секако. и родители нели да ги подучат. Како ти сега ќе ги советуваш другите да не ги осудуваат луѓето? Види, јас не сум стручна да го кажам тоа, не знам колку можам да Од си твоето дозволам искуство, така од нешто, твоето ама на искуство. пример, јас не би го скратила моментот на детето да праша и да се изненади и да биде љубопитно, бидејќи сите ние некогаш сме виделе нешто, ама некој не ни кажал како треба да се однесуваме кога ќе видиме некаква различност. Може би дете во количка, некој што ете нема коса, нешто што денес не е секојдневие, зборам за жена. Што јас сум нашминкана и немам коса. И сега тоа малку на деца ви ме чудно. И јас, например, клекнувам обично до нив, застанувам, правам муабет, сакам да ме допрат. Ако сакаат, односно им дозволувам. Извинувам ме за својата безобразност и тоа што те прекинав, но морам. Не, Дали повеќе. се случило некој да се исплаши? Да, ми се случи. Беше прилично непријатно. Нема да кажам каде, бев работно на едно место каде што стручните лица кои што работеа со деца со посебни потреби, не знаеа како да се справат со тоа да им објаснат што се случува. И си велам, овие луѓе работат со лица со посебни потреби. Јас треба нив да ги прашам како треба да им објаснам, затоа што нели сите ние кога нешто не знаеме, треба да прашаме, нема јас да се правам паметно дека знам со сите да се справам секако, нели? Така. Едно дете се исплаши, почна да вика многу. Професорот почна да, односно продолжи да зборува тоа што ми го зборуваше инаку. Јас велам, ве молам, смирете го детето да излезам, што да направам. Јас стварно не знам како да изреагирам, гледам дека му е страв, а не знам зошто му е страв. И тој продолжи да зборува пак. Значи не ми слушна мене што зборам. Јас велам, јас ќе излезам, вие смирете го детето и ќе најдеме друга просторија да снимаме, бидејќи не беше неопходно баш тоа дете да биде во прилогот, бев од работа на некое снимање и тоа беше, не знам, ми остана колку кај нас стручните лица не се стручни за жал. Затоа не би си дозволила јас да дадам некаков совет кога не сум воопшто стручна. А што да кажат тие кои не знаат? Не знам, ме разбираш. Мислам, пере да кажеш, не знам стварно како треба со оваа дете да се поставам, како треба да му придам, што треба да му кажам, кој е тонот со кој што треба да разговарам нели со него и се тоа. И тоа не е греф. Греф е да се правиме дека се знаеме, а во пракса нели видовме дека тоа баш не е така. Тоа не е така, затоа се соочевме нели во март месец со таа агонија. Првото чувство кога се соочи со алопецијата, ти беше мислам во детското село? Не. Тоа беше во згрижувачкото семејство кај што живеев преди со детско село во Манастирец. Многу си била мала. Многу бев мала, ама не бев свесна што е тоа. Само жената ме шишеше со машинка цело време. Затоа што имаше алопецијата, всушност кругови се појавуваат нели на коса која што ти се имаш и така паѓа, не паѓа цела коса вака одеднаш, него се појавуваат кругови. Да. И таа веројатно за да израмни, за да изгледа тоа пак на нешто, са нели разбирливо, ама во тој момент не ми беше така објаснет. Него само машинката и тоа е тоа. И ти мислиш дека Јас тоа сум е машко. Сите така ме третира, јас кога одев во градинка или така нешто беше тоа измеѓу градинка и забавиште, не знам јас што беше. забавиште се вика мислам. Не, таму имаше само едно нешто такво. И Добре. сите деца одеа таму додека да стигнеш до прво деление.
И таму, така ја секогаш сакав во боја да сум облечена, за да се знае дека сум девојче, нели? Имаше некој кој што мислеше дека си машко? Сите мислеа, пошто ти си дете и си со кратка коса, ма кратка зборам, значи Баркли има голема коса моментално, па и ти. Имам една случка да споделам со нешто спротивно, со машко, со долга коса Па исто, и менѓуши, ама се служи да ја приказнала. Ајде. Тоа детенце, јас го носам во една селска средина во флиперница. А тебе тоа дете што ти се Не е важно. Пријателче. Не е, да, пријателче, не е важно што е, и детето има долга коса, има менѓуши. И он влегува таму и сите му викаат ти си женско, ти си женско, ти си женско. Имаше момент кај што детево го гледам дека се нервира и зима ги совлака панталоните пред сите и вика не сум женско. И така им докажа дека не е женско. Тоа нема да се смеам затоа што не знам. Тоа Ама е не, тоа. добро. Не, смешно е. Смешно но е како сепак ситуација, болно. но е болно зашто ета гледаш неш дете и се соочува со тоа, ама како он си размислил и се рекол чекај како да им докажам дека не сум женско и му текнало. Разбираш? Тоа е тоа што ја прашав, нели, преска Цеце, дали таа се соочила со трауми, па еден ден тие трауми, нели, заради на некој начин да се олесни својата душа, затоа тоа дете така направила. Тоа е нешто страшно. Тогаш не ми е потребно сценарија, тоа ми беше, нели, пред крајот на емисијата планирав Цеце да ти го поставам едно интересно прашање. Ако си премиер, првата женски премиер во нашата држава, какви промени ми направила тогаш? Леле, значи вака сега искрено ќе ти одговорам. Бидејќи работам во путинска емисија, морам да следам што се случува во нашата држава. Инаку толку ми го сочувува мирот кога не знам што се случува, кога не следам политика. Дали има некој таков во оваа земја? Па јас следам за да сум во тек. Значи не може да не смеам да не сум во тек, како да ти обяснам, и тоа пак не сум 100% во тек. Значи не ги следам сите тие политички случувања баш во детали, зашто сепак сме утринска емисија. Не би сакала да влезам во политика. Не значи дека никогаш нема да влезам. Хипотетички. Види, толку многу има за работа, да ја би се депримирала у првите 5 минути. Дека ништо не можам да сменам. Зашто сите кога ќе дојдат на позиција, они нели све од корен менуваат и после си одат со истите нели проблеми од претходниве и така е цело време. Така да во нашата држава не знам. Не сакам да кажам дека нема надеж, пошто сепак сме тука, ама некако се повеќе мислам дека тонема. Како што даваше ти подршка и уште даваш во здруженијето за тебе, дали како иден премиер би направила повеќе такви здруженија? Единствено нешто на што може би се посветила во животот, а да е политички, е да помогнам на деца без родители и родителска грижа. Браво. На кој начин? Така што социјалните станови ќе се доделуваат на тие лица, бидејќи тоа е една категорија вака скроз заборавена. Сите други некако имаат приоритет, ама можеби па се погласни. Можеби, нели, сега не сакам да кажам дека некој помалку треба да добие од нас, сите ние сме во една иста категорија, социјално ранлива категорија, која што по закон следува нешто, а кај нас социјалните станови многу тешко се добиваат, се знае кој ги зима, треба да имаш некој таму и така. Единствено можеби тоа би сакала да го променам. Браво. Ке зборуваме за оваа тема и со Баркли, но сега ми текна за еден мој пријател кој што сака се труди да успее по тоа наше звездено македонско небо да стане пејач. Мислам, тој е веќе пејач што се труди, нели, да извади албуми и така натака. Тој се соочува моментално со алопеција и е мој, да речеме, подобар пријател. Сакам вака, хронолошки. Знам и јас тоа. Да. Што? Да Знам знаеме за за кого кого става да збор. Аха. Сакам хронолошки да направиме еден редослед од твоите, нели, проблеми со алопецијата, се извинувам. Одиш во детското село. Тогаш, како другарчињата реагираат кога тебе те гледаат со, да речеме, за листот, ако смеам така да се изразам? Кругови јас ги викам, што знам? Кругови. Да, празни кругови. Празни голи, кругови. како и да. Голи кругови, Добра. без коса. Па да, убаво што ме прашате, зашто и прииска сакав да кажам дека целото неубаво чувство што го имав околу тоа дали сум машко или женско, нешто го зборев прииска, ми беше во манастир. Кога отидов во детско село, таму е скроз различно. Таму се сите деца, нели, одма си поприпатен, не знам како да објаснам, скроз беше различно и не го чувствував тој момент. Можеби прв пат во школа кога отидов, пошто таму се нели нови деца. Така да не знам, во детско село бев баш супер припатена, веројатно затоа што возрастните точно знаеа како да им објаснат на децата, премем овет за пред 20 години.
нели викам, сега добро, мака тоа страшно ми изгледа, нели, многу сум возрастна, ама пред 20 години многу работи не беа како што се сега, немаше социјални мрежи, толку интернет, све е достапно, нели, се што ќе видиш ново тие како да си паднат од Марс, така да супер таму си реагира. Поготово што јас во куќата кај што живеев со уште 6 деца. Јас бев прва, ама после дојдоа уште 6 деца и не знам, и е нормално ме гледа и со перика и без перика и Може би дека те чувствувале како сестра. Да, ама баш она денес што го велиме скроз јас, тогаш на нив не бев скроз деца. Од хаштаг. Да. Имаше се случи некој во животот со хейт? Некоја да рече ова жена е келава. Оваа жена е келава. Не бе сега во живо. Безобразен. Дали се случило да се соочиш со ваков коментар од ваков непристоен човек, барк ли не се љути? Ама види, ми требаше време да размислам, тоа значи дека не оставило тоа длабока трага на мене и многу ми се свига тоа. Имав ситуација што мислам дека имам раскажано во средно од еден соученик кој што во автобус нели се е вака гужва и чекаш само да стигнеш. А јас носев перика и луѓето што носат перика знаат дека баш не е пријатно гужва, затоа што може некој само да мрдне вака и да летне периката. Тоа многу едноставно се вади и се става периката. И во автобус, значи само имаше 3-4 станици од школата до мојот дом. И тој толку гласно кажа, беше качен на скалите, нели оние двоспратни автобуси и одгоре кажа: таа таму носи перика." И сите знаеа дека тоа сум јас, зашто периката светеше, се познаваше дека е перика, беше заменување, веќе беше оштетена. Мислам дека тогаш, не знам, една недела не се појави во школа после тоа, зашто сите тие беа од мојата школа, нели? Тоа е срам, тоа е, не знам, трагедија. Како ја изреагираа тогаш твоите соученици? Рекоа: "Цеце, вистина е ова?" Не, само сите ме гледа и тоа ја викам обезрачење од сите страни, а од црвене претпоставувам од срам, ситуација, да денес си викам тогаш да знаев кај ќе стигне тој човек, а кај ќе стигнам јас, зашто тој човек денес е не сакам да објаснувам, ама многу поназад од мене. Тогаш беше многу гласен во Ова камера е твоја и те замолил сега да кажеш, да им објасниш која си ти и како сега треба да се однесуваат сите луѓе кои што некогаш спрема тебе имале лоши зборови, односно хейт. Како сега ќе ги мотивираш и сите млади луѓе кои што се соочуваат со алопеција? Повели, Цеца. Сакам да ви кажам дека никогаш не треба да се плашите. Коментарите се тука за да ги слушнеме и само за да поминат низ нас и тие што зборуваат, всушност тие што ги кажуваат, зборуваат за себе. И не знам, денеска многу би сакала да всушност го сретнав тој човек за кој што зборував пред малку и мислам дека многу му беше срам затоа што тоа беше ситуација која што така беше баш за паметење и кај мене, очигледно и кај него, зашто му беше многу непријатно. Тој се најде во некоја неубава ситуација? Не само ме погледна и така беше како унижено. А јас ништо не направив. Значи не се ни поздравив, само се сретнавме на Му исто направи место. вака. Не. Така што сите луѓе си завршуваат таму кај што треба да се завршат и не знам, хејтот нема ништо добро да ви донесе. Само не знам, си пополнувате некоја празнина во себе. И пишуваат лоша карма за својот живот. На крајот од денот да, има кој да врати, нели? Нема јас што да враќам. Сега, мислам дека кога следно моје прашање, никој ти го нема поставено до сега од моите од заедничките наши колеги. Ајде. И после, како што реков, хронолошки нели раскажуваме, ти после детското село нели одиш во средно. Кога почнуваш да живееш сама? Да. Почнав да живеам сама на 18 години, кога завршувам средно. Дали владата Не. доделува дом? Дали владата доделува дом на Јас си најдов луѓето? сама стан под кирија. Одев усред лето во јуни и во јули, зашто во август требаше да се преселам. Мислам дека така нешто беше. Одев си разгледував станови, кај ми се свига, нели колку можам да си платам. Ама државата сепак даваше стипендија за тие кои што одат на државен факултет. Јас бев запишана на логопедија. Малку бев логопед за една година. Така да, така си го плаќав тоа, плюс работев, секогаш ми беше страв дека... Работеш? Работев во Телеком ОЦ, работев на разни проекти и секогаш го имав стравот дека ќе останам на улица и дека ми требаат пари за да си платам, зашто јас никогаш порано ниту сум знаела сметка да платам, кирија нели па да не правам мовет. А тука плаќаш кирија и сметки нели секој месец. И многу ми беше голем тој страв. Имаше ли некој кој ти помогна во тие денови кога почнуваш да се градиш како личност? Која мора нели да екзистира во општеството? Имаше луѓе кои што беа покрај мене. Браво. И тие се претпоставам ден денес тука за тебе.
Некои од нив се тука, некои не се тука. Океј, не навлегуваме во таа тема. Сега, работеше во Телеком, потоа работеше и во телевизија Сител, слободно би кажал. Да, работа во Сител, почнав со Ивце Пивце во Телма, малце се осеќам дека премногу зборам дека парки миша. Не, ќе зборувам, Баркли има денеска да зборува со мене, но први нели кога веќе ја начнав оваа тема с Не, слободно кажи си, нема проблем, ќе почекам. Кажи си. Баркли има само. Кажи си, за само тете работела, ја не сум работел. Ти после ќе работиш. Се извинуваме. Ајде, без моле. Се извини. Шубаво ми. Извини што Баркли Моля. почна да се дере, не Не, јас истравматизира. сум навикната и што не се кире. Почнав да работам со Ивце Пивце во една детска емисија, имав една многу интересна улога таму и потоа почнав да во Сител работа во утренска, таму прв пат сватив некои работи малку посериозно. Работам во Алфа, сега сите ти ги знареди телевизија, нема врска. Така, но моето прашање е следно. Извини ако те прекинав Не, случајно. тоа да. Имаш работено во многу телевизии, кажав Ивце Пивце, Сител, Алфа, Телеком, цело време носеше перика. Да, перики разни. Перики, да. Да. Никој не знаеше од колегите дека ти се соочуваш со алопеција. Не, сите знаат. Те знае? Сите знаат дека носам перика. Може би не знаеле сите. Гледачите, на пример, Не, публиката гледачите не знаеш. Не, затоа што не се приметуваше. кога и како се одлучи да ја тргнеш периката? Во периодот кога ја тргнав периката, работев во точка само, точка порталот, и немаше потреба да се појавам на телевизија. Мислам, тоа би било стварно баш голем чекор за мене, одеднаш утре се појава нова Цеца. Мислам, тоа не знам како би го изодела, искрено. И извадив прво периката, нели вака најнакратко, па после тоа се вработив во канал. Одлично. И тогаш верувам дека ти беше синоним за храброст на многу жени, па и мажи кои се соочуваат со алопеција. Да, Беше иако нивен тоа вака нескромно мотив, звучи, репер. да, ама така луѓето ме доживуваат, иако јас не се доживувам себе си баш така. Ама ми е драго кога ќе прочитам порака или кога некој ќе ми приде и кога ќе ми каже дека баш му е мотив она што го гледа кај мене, нели од каде до каде сум стигнала. И викам, добро, убаво, барем на некој сум помогнала, освен на себе што сум си помогнала со тоа што сум зборувала гласно и што сум добила поддршка од луѓе кои што ме знаат и кои што не ме знаат, ете и на некој друг сум помогнала. И тоа многу ми е убаво, ама стварно не се доживувам баш така. Јас мислам дека треба да се доживуваш, дека навистина си помогнала на многу луѓе кои што не само со алопеција, со кои се соочуваат со многу нели проблеми во животот. Дали на пример некој во твојот живот мислел дека се соочуваш со канцер? О, да. Тоа во мене ми имаат прашано, абе таа Цеце, канцер да не има, бе? Мислам ми го кажа. Ти што кажа? Не, значи рандом луѓе на улица, да разбираш како какво? Абе таа новата кај вас што добра ли е? Не сум добра дечка, сама знаете, генерално не сум. Настирате малце. Да, види, луѓето се стварно многу неинформирани за алопеција, поготово пред да почнам да зборам. Сега пак колку толку нели знаат. Волни ли се со предрасуди, извини? Не. Искрено не, има повеќе љубопитни погледи, нешто што е природно. Значи види, ти излезеш овде со портокалова коса ќе те изгледам, нели природно, пошто нешто е различно. Некако одскокнува. Сега следното чекам со портокалова. Бил и со веќе, со брада, портокалови, да, сум бил, да. Само што кај мене не е дека јас сакам да предизвикам внимание, ти си така шоумен. Не, ја не сакам, тоа просто ми е дарба, добро, се занимавам со тоа и не затоа. е наменски сакам да ти кажам, така изгледам и тоа не е како се вика на сценографија за Да, бе, емисија. неќете. Да. Ајде сега. По Овој вакво. обичниот се јави, По- чекај. А ти зошто пуши тука стомак се денек не сакаш да привлечеш внимание со тој стомак? Ко пауни, неќам внимание и оптоа предувите. Разбираш, неќам внимание. Ајде, молам да не ја прекинеме, Цеце, Барклите, молам, сега ќе зборуваме со тебе за една многу интересна тема, за која знам дека не си спремен, но спреми се да те испота малце, колку и да звучи ова перверзно. Цеце, ние продолжуваме понатаму со тебе. Веле. Дали никогаш некој те прашал директно тебе вака во лице? Цеце, случајно или девојче, дали имаш ти канцер? Например, во некоја институција или не знам. Не, стварно не ми се случило. Јас генерално имам еден гард. Не дозволувам луѓето така лесно да ми придат, во смисла кога не се чувствувам баш дека имаш нека добра намера. Нели, не гледаш во очи и така избегнуваш ај контакт и било што.
И можам да почувствувам кога некој би кажал нешто што нема да ми се свиѓа. Мислам, на крајот денот не ми се губи време да седам и да те слушам се, нели, тебе да ти објаснувам допрва што ми е. Валја не ти е дојдено у животот до тоа мене што ми е со главата. Мислам, со косата? Да, многу длабока тема е за мојата глава. Така да не ми се случило некој така да се охрабри, ајде да кажам. Пуштав приказа дека во една институција некоја жена те гледала чудно и прашала. Аха, ти зашто ме прашуваш? Да, имаше ситуација точно кога извадив периката беше тоа. Скоро ја имав извадено и во завод за вработување, претпоставам за тоа ме прашуваш, отидов таму да си се пријавам, а на личната карта се уште бев со перика. Односно, она мисли со коса, зашто не се приметува тоа и таа ми рече вака гледал тоа, не гледа мене неколку пати и јас си викам јас сум. И таа рече шо така? Буквално тоа беше коментарот во абсурдно е што се насмеав, но а сите слушаа, беше тишина, иако имаше премногу гужва. Мислам дека сите чекаа јас да одговорам, јас стварно не знам што да одговорам на такво глупо прашање. И само и реков, ве молам, пишете активен барател и да завршиме. Да. Ужас. Сега верувам дека ме гледа на Канал 5 жената и вика, леле. Не знам дали е незгодно, знаеш, може тоа е друг еден мајндсет, немам појма. Мислам, немаше ни срам ни перде во моментот. Што така? Мислам, стварно ни дај Боже, може имам некоја друга состојба. И јас сум решила дека ќе излезам од дома и покрај што ми се случува, доаѓам да си се пријавам во завод за вработување. Така замисли па колку би ми било дојдено да имам таков проблем до тоа да се пријавам во завод за вработување. Мислам, не дај Боже, ама стварно луѓето се соочуваат со тоа и разбирам зошто се плашат да излезат надвор, без марама, без перика, без капче, без нешто што ќе го покрие голиот дел. И тоа е поради тие коментари. Предрасудите, хејтот и неукост. Неукост, така убаво кажа. Баркли. Не ми се збори нешто, ти кажам. Право, се навикнав да натераме, ќе те навлаждиме. Убаво ми е да ќутам. Цеца милозвучно гласче има, супер. Цеца стварно има што губав глас, стварно. Фала ти, видиш ќе можеш нешто да кажеш со уморам, ајде. Баркли Бак. Ајде. Моето следно прашање за тебе е многу специфично. Да. Дали некогаш на твој настап се случило група, маса на луѓе, да не речем цела сала, да не се насмеа на твоја фора и како се чувствуваш ти во тој момент? Да не се насмеа на моја фора, сигурно да, се случило нормално. Многу добро го хендла тоа. Кој што е дел од твоето сценарио, замисли, види, имаш уште многу да зборуваш на таа тема, но гледаш дека публиката никако не реагира, некако вака заспиваат. Тоа е составен дел од комедијата. Не можеш ти да очекуваш дека секоја фора ќе функционира исто на сите места и дека ти тоа што си го предвидел дома пред компјутер ќе функционира исто како што ти си го замисли. Не функционира така, ама затоа требаш многу спремен и треба да го исхендлаш тоа и ако приметиш дека таа тема што ти ја наметнуваш не функционира, не кореспондира со публиката, тоаш најдоброто решение е да ја прекинеш и да прешалдаш друга тема. За таа намена јас имам кратки шали кои што знам дека функционираат, значи тие ми се и проверени и не може да не функционираат и ја разбиваш таа тишината у тој момент. Так? Прави добар стил. Тој е вистински професионалец. Јас можам да потврдам. Добро, Со бил 100% негови настапи, имаме и работен еден заеднички. На почетокот ми се има случајно да се изгубам. Ама не, она знаеш да се изгубиш, да те фати тремба, да почнеш да се потиш, да викаш Не. Преморен, не знам, Чудна публика, такви повеќе фактори и знаеш колку и да пробуваш да се извадиш, сум се извадил, ама на крајот не сум бил задоволен од настапот. И додуша мене често ми се случува не сум задоволен од настапот, затоа вајде и ми се многу добри настапи. Дека си перфекционист? Да. Можеби не случајно вие сте двајца нели добри пријатели, не случајно сте во оваа емисија, тоа што и двајцата, вклучувајќи ме и мене, тројцата сме се соочиле нели со хејт. Добро. Баркли, најчестиот негативен грд збор кој што сум го слушал за тебе и во живо кога те го озборувале и вака кога сум читал коментари за тебе, те викаат дебел. Добро де, па како да ме викаат? Дали те повредува тоа? Па, види се. Да ме вика. Ама, ај са реално. Како да ме викаат?
Како треба ме вика? Комичарот. Билдерот, како? Ама не, добро. Па Баркли дебелиот сега. Значи, Значи не те повредува, ти си а го не, прифати бе, тој како повеќе сум го надимак. прифатил ко надимак, ја. Мој сега слабе ќе треба да му се смени тоа. Ама нема да ми се смени, пак ќе бидам останеш ја. дебелкото Пак за ќе бидам секманија. дебелкото. Тоа Е, е тоа. замисли Баркли кога ќе ослабне како ќе го викаат. Кој Баркли? Они слабиот, они свишениот. Не бе овој дебелиот слабиот човек. Ако хуморот е огледало на едно општество, тогаш какво е нашето македонско? Вакво со флеки вака. И треба оно виндексче да се испрска и да се мре. Е тако е. Прашањето кое го пустив на ЦЦ во самиот нели старата емисијата, сега ќе ти го поставиме на тебе. Ако утре Игор Стојанов Баркли стане премиер на Република Македонија, следните 5 промени кои би ги направил се. А прво би се сменил себе. Како? Не, Оставка. оставка. Толку им. Не од повикување. За еден сат? За еден сат. За еден да. сат на функцијата? Не, бе, кај ја премиер, не знам. Зашо бе нели Ама не, еве и Цеца на пример не сака да влезе во политика, но ќе Па бъде видиш што направи. Па, добро. Зеленски си спотепа со таму. Ја Велам Зеленски е актер нели? да, Зеленски е Да, комичар, Зеленски, да. Да. Бил некогаш. Замисли Баркли кога стане премиер да заме направи таму вако тука се спотепам со сите комши. Шо ти? Дојде мамо, ајде, па и шо? Отиде во со кукуруз. Не ми треба мене тоа. Добро, еве вака, какви промени би сакал да се случат во нашата држава? Позитивни. Колку се дипломатски овие одговори? Не, Сега и ти за политика Види не са. најде. Мене ми е многу важно секој човек да се чувствува прифатен во државата, да не се чувствува отфрлен од системот, да му е убаво, да може да си дозволи се што еден нормален човек има потреба да си дозволи и да функционира системот. Значи, ние многу сме далеко од тоа и ништо не функционира. Буквално толку малце сакам, само све да функционира како што треба. Често, да се Значи, почитуваат Не е законите. толку корумпирано. Да не е корумпирано. Буквално, значи, сакам кога ќе ме сопре полицаец, кога ќе се сгрешам, сакам да платам казна, ама сакам исто така и кога ќе одидам во болница да не треба да се јавам на 7 тетки што не сум се видел со нив од последниот погреб пред 4 години и да им се јавам за да ми завршат работа за нешто банално, разбираш? Значи, Така. тоа не ќе да се Да. дешава. Многу како се чувствувам разочарано и се запрашувам каде живеам кога одам некаде надвор. Значи, одиш некаде надвор, Во друга држава? друга држава, А Баркли доста патува. да, фала му на Бога и тоа ми е обсесија. Сакам да патувам колку е можно. Фатална обсесија. Да. Да, и одиш таму и сега се запознаваш со нивната култура, нивниот систем и сваќаш дека ти живееш во како да го се изразам да биде Изрази се. Има Изрази се тука како деди. сакаш. почнува со вуко, а завршува со На. да. Тоа сакаш да го кажеш? Тоа бе тоа, тоа. Затоа не Ама- случајно те праша какви промени Да. би направил ти. Не, и сериозно мислам дека сите треба да тргнеме од себе. Значи, не, сега седиме правиме муабет дека ни е крива државата, дека ни е значи ние сме сите криви. Значи, треба стварно сериозно да се запрашаме и сериозно треба да поработиме на себе и да, значи од најмали работи, во собраќај треба да почнеме да се почитуваме едни со други. Не знам, во продавница, па после понатака одиме во институции и се друго, значи треба да го почитуваш туѓото време и другите луѓе треба да ги почитуваш, не треба да сме себични, ние сме станати многу себични. Значи, ние зрачиме со некоја таква себичност и секој гледа да те зезне, да не знам, да биде на твоето место, сака и такви работи. Има си го даваме местото. ама има место за сите на светот, Така бе, е, направи така. си го своето место, не зошто
Се изнервирав се, ај цеца Апропо нека мавето, Баркли, дали некогаш ти се случило вака да се Да, завираш, да, да паднеш во депресија и да немаш мотив да напишеш комедија? Види, јас бев во депресија до скоро. Озбилно, Стварно? да, озбилно, значи до Цеца, лаже или? Не. Окей. може до пред 3-4 месеци. Јас бев во страшна депресија. То никој не го приметил. Мислам, Да. не се приметува. Нормално Јас јас снимав една емисија во јануари, гостувавме во една емисија, беше може би да, и тогаш сум бил сигурно у депресија затоа што ме држеше долго. И знаеш, се приспитуваш зошто го правам ова, што правам, не сум добар, не ми иде. Што ја с потикна некој таа депресија? Страх, немам. Некоја одредена случка? Не знам. Не знам. Бърнаут. Бърнаут, да, се согласувам. Бърнаут доживеав на неколку пати. Тоа што почнав да прифаќам се. Значи, буквално ме сретно е бабичка на улица и ме вика, еј, дојди Не така? Па и тоа ќе сум го прифатил. И тоа ќе сум го прифатил у тие Ајде моменти. види на канал 5 врати. Значи, буквално се прифаќа, буквално. Јас бев на сите страни растргнат и така еден момент ми пукна филмот. Може само да те дополнам, извини, едно Ајде. нешто. Баркли е човек кој што не знаеше, сега се учи, да каже не. Да. Јас сум таков уште, не знам знам да. како. И тоа му беше многу голем проблем и почна полека да става граница, зашто ти не си лош човек кога ќе кажеш не, едноставно поставаш граница. Да, поставаш Баркли граница. е премногу добар и премногу не сака да ги навреди и повреди другите, а има совршен начин да им каже дека не сум во можност и така баш е сладкоречив. Мислам, нема таков тон, не може да те навреди. Тоа е Баркли, мислам. Да, И мислам дека тоа исто има многу голема улога а во тоа се е, што тоа се е, случи. да, затоа што, да, не знаев да кажам не и буквално се веќе Гледа од прифатев. мене како викам не и почне. Да, се веќе прифатев и кога почнав да Дури со практикувам бабичка. Па сега. бабичка, Скоро таму па дошло. Дедичко. и дедовци имаше тогаш. Извини, да се Не, навратиме. нема врска. И станав после многу по-свесен за себе. Повеќе почнав да се почитувам и мислам дека И да си ја знаеш твојата вредност. да, почнав да си ја знам својата вредност и веќе не се прашувам дали јас ова што го правам треба да го правам или дали на некој ќе му се свиѓа или нема да му се свиѓа или не знам дали ќе го навредам некој ако го одбијам за нешто. Веќе тоа не ми е важно. Сега ми е важна првенствено мојата среќа. Може би звучи себично, меѓутоа тоа ме прави среќен и тоа не значи дека јас не ги сакам другите луѓе, него Приоритет. буквално да. Приоритет сум си сега сам на себе. Ова следна игра рубрика се вика кој колку подобро, кој повеќе се познава. Например, кој полесно заљубува и така натака. Може? Не. Цеце, со тебе правиме Може, мовет. ајде, Може? може. Евак. Цеце, ако случајно мислиш дека Баркли го прави тоа повеќе, ќе покажеш таки него. А ако мислиш дека ти го правиш тоа повеќе, ќе покажеш таки себе си. Баркли исто. Ако мислиш дека Цеце го прави тоа повеќе, ќе покажеш таки неизе, а ако не, ти. Може се разбираме? Да. А, коречно кажа да, тоа е супер. приоритет. Кој полесно се заљубува? Ај, мислам дека сум ја. Ама Цеце нешто вака ме Знаеш напред. зашто сакав да објаснам? Ајде. Нема сега девојка и нели многу е заљубен, така да секако он полесно се заљубува. Дали ти стопаѓа мојата брада? Мене да не ми се Да. Ое, тебе не, Не тебе. гледам на очарите кај гледаш. Дали ти стопаѓа мојата брада? Да, фина ти е брадата. Да. Видов еден дечко со брада на Инстаграм, мислам дека ти беше дечко, дали Да. сте заедно? Не сме заедно. Ја знаеме причината. Не сме заедно веќе. Баш изгледавте како многу сладок пар. Да, фала ти многу. Те научи, ти издервира? Не. Он е еден од најдобрите луѓе што сум ги запознала во животот, ама едноставно сме два различни свет. Опозит, да, ден и ноќ. Ама стварно.
Мислам, никогаш ништо лошо нема да кажам за него, затоа што никогаш ништо лошо не сум видела од него, ниту он од мене, ама Различни едноставно гледишта дојде до може тоа. би во Баш животот. Баш така. Океј, продолжуваме ние понатаму. Кој има повеќе блокирано луѓе на Инстаграм? Ти немаш? Па он не се замара. Мислам дека не. Например, ако случајно некој припадник на LGBT групата ти се додворува, дали стапуваш во комуникација или го блокираш? Јас Стапува во стапувам комуникација. во комуникација, си правам моја. Значи ти не знаеш, тој хит. Еден ден кога ќе излезат тие муабети. Јас такви муабети си терам. Тоа ми е. Сте многу едукативни, мислам, не е ништо страшно што може би да, мислиш. безобразно во секој Не, случај, не, да. не. Чек, ти си има додворувано некој припадник на LGBT заедницата? Некој. Не сваќам, Сите ми си мислам има дека добро. Сите, не постои припадник на LGBT заедницата Што не поминал. што не поминал покрај мојот профил. Да. Тоа стварно ќе Што не рекол, види го дебелко, колку е сладко, ќе му се ставам сега. И што најчесто знаат да ти пишат? Па не знам се свакво. Сладок си. Како тортичка. Такви ствари. Како моја тортичка. Роденденска го Да. тоа. Има многу Се работа. проведе тај дек дупа. Имал понуда некогаш за секс? Да. Како беше тоа искуство, те молам кажи ми. Искуство нели на Абе. порака, не како акт. Имаш еден упорен, Ока. така ја. Амно си го одбивав, ама ми беше интересно, Да, интересно реално. до кај хиде. Што беше? И мојата дотиде до тоа да он најде колешка негова, да повика да правиме тројка. И јас на тоа му одговорив, а која ќе биде мојата улога во тоа? И он ми рече, па ти и мене и колешката. И јас му вратив само на својот задник, си мислиш. Себичен човек. Да. И тука ја прекинавме комуникацијата. Би сакал со тебе да изиграме на многу интересна игра која вика вака: реченица која не смееш да ја кажеш кога се караш со женоти, во твојот случај со девојката ти Ана. Можеме? Добро, Марија. Дами и господа, Игор Станов Баркеле само за вас повели, ова е камера е твоја. Па ти кажав. Добро, Марија. Само тоа? Па на Ана да ја кажеш добро, Марија. Ќе биде која е таа Марија? Која е Марија? Да. Што? Нешто друго. Што не смеш да кажеш во кавга со девојка ти? Кавга со девојка ти, смееш да кажеш памти што зборевме, сега ќе се вратам. Мислам дека тогаш очите ќе те ги извади брат, не, кај ќе одиш? Со него ќе тргне. Мислам, не на некоја, било која, да. Да. Зашто садовите не се испрани? Затоа што ти требаше да ги избиеш. Знаеш што некоја ваква? Ќе му треба енергија. Ај постави ми го уште еднаш прашањето. Ќе му Реченица која не смееш да ја кажеш во кавга со девојка ти или жена ти. Ме потсеќаш на мајка ми. Мислам дека која секоја девојка жена вака би се изтервирала, во секој случај би експлозирала. Сука или добро, добро. Мислам дека се е во ред. Еве, Баркел нека каже негови планови за војнина и може да ни отпее нешто ако сака. Знаев дека со пеење, не знам зашо знае. Планови за војнина имам. Да, меѓутоа не сум преокупиран со плановите, преокупиран сум со сегашноста и гледам сега и моментално колку е можно повеќе да сум посветен на тоа што го сакам и на тоа што ми исполни. Само да дополнам, можеш на крај на гледачите да им даеш бројче од твојот психолог. Мислам дека после се оваким те. Од твојот, па гледам такви се некои мотивацијски моменти. Дај го твојот, Инаку јас сум психолог и држам сеанси 7000 евра 15 минути, кој сака може да ме контактира. Барке се извинувам, требаше да биде смешно, ама не ми
Помина причата. А не, види се, има тука луѓе што работат Со комиџари комедија. за да биде смешно. Ти таму работиш, таму водителка, Води си таму. модератор. Старо е работе, бајле. Почитувани во програма сте повелете, да. На вистина ми беше чест што бевте Ала ти гости. тебе, да. Така да се верувам дека ќе се видиме повторно и ќе во истата екипа сакам. Како? И да направиме одлична журка. Фала ви што бевте и гости на оваа моја роденарска прослава. Така да ние моментално со Баркли и со Цеце одиме негде да прославиме, а ви ветуваме на вас дека и понатаму ќе правиме вакви одлични изданија во 9-та на вашата омилена Прва Скопска телевизија. Затоа останете со програмата на Прва Скопска, а ние се гледаме нареден вторник. Чао, чао од нас!